Господин Ковачевски, прво прашање кое ги засега сите граѓани претпоставувам е дали зимава ќе имаме струја и ќе бидеме подмирени со основните потреби на електрична енергија. Добро, благодарам за можноста на вашиот медиум да ги искажам ставовите околу енергетиката. На вашето прво прашање одговарам и во изминатиот период, да, АДСМ го гарантира сигурното и стабилно снабдување со електрична енергија кон домакинствата и малите потрошувачи, односно регулираниот пазар на електрична енергија. Стопанството? Поголемите потрошувачи? Стопанството, односно поголемите потрошувачи кои што се на отворениот пазар и самите ја снабдуваат енергијата, во овој период го чувствуваат онај турбулентен период на берзата, која што оди далеку и далеку со повисоки цени од она што било предвидено на почетокот на годината и од информациите кои што ги добивам дека голем дел од нивните снабдувачи веќе ги откажуваат договорите и тие се оставени да одат и да се приклучуваат кон ЕВН како снабдување од крајен потрошувач и тоа ќе значи значително повисоки цени од тие што ги имале договорено. Ќе имаме ескалација на цената Да, цената на електрична енергија битно влие во стопанството, посебно во производството, индустријата и токму затоа на барање на Стопанската комора на Република Северна Македонија одржавме средби со најголемите потрошувачи на електрична енергија и бараме начин како дополнително да произведиме електрична енергија од таа енергија која што имаме договорено со универзалниот снабдувач Евана Хом, односно енергијата за домакинствата и малите потрошувачи, ние како најголем производител на енергија треба да обезбедиме дополнителни количества на јаглен за производство на дополнително количество на енергија во рек Битола и во рек Осломе, но при тоа и се разгледува и мислам дека сме при крај со концептот за стартување на ТЕЦ Неготино, за кое што можам да кажам за информација на јавноста, не е во функција веќе од 2009 година, се држи како ладна резерва, во ТЕЦ Неготино се подготвуваат со комплетно техничко-технолошкиот процес да стартува за многу брзо. Она што е важно дека АДСМ влегува како посредник помеѓу стопанството, економијата, односно големите потрошувачи на енергија и производител ТЕЦ Неготино. Ние како компанија која што е во функција и која е во кондиција, треба да изнајдиме начин да помогнеме на ТЕЦ Неготино да ја произведа таа електрична енергија и повратно да ја пласираме до стопанството на нашата држава. Господин Ковачевски, зошто, ако така, тоа е колоквијалното, краде Македонија струја, ЕСМ не произведува доволно што мора да повлекуваме струја преку дозволените... Да, има неколку причини. Една од причините е и намаленото производство на АДСМ како најголем потрошувач, меѓутоа тоа не е крадење. Тоа е приклучување кон систем кој што ние таа енергија си ја плаќаме. Втора работа е зголемената потрошувачка поднос на прекинати договори на снабдувачите со стопанството. Кога се прекинува договорите, тие не смеат да престанат, него се приклучуваат на системот и влечат дополнителна енергија. Сето тоа оди преку системот на МЕПСот, на крајот од месецот се прави пресметка и се доставуваат фактури кон сите оние кои што повлекле дополнителна количина енергија. Повторно ќе потенцирам, тоа не е крадење, тоа е изместен поим од некој кој што сака да направи штета во државата, тоа е само приклучување на системот. Тоа се работи кога имаме минусни разлики, меѓутоа да не заборавиме, некогаш имаме и вишоци, кои што исто така. Значи, во овој период, во изминатите неколку месеци, ние имавме превземено технолошки активности во двата наши комбинати за производство на енергија од јаглен, тоа е во рек Битола и во ТЕЦ Неготино и во рек Осломе. Имавме зафати на преструктурирање на ископите, односно на рудниците на јаглен. Она што не било направено во изминатите 10-15 години, дојде цената да платиме ова година. Мораше во одреден период да се направи прекин од 2 до 3 месеци за ископ на сопствен јаглен, да се поместат системите онака како што налагат рударските проекти, онака како што правилно треба да се врши ископ, откривка на јаловина и ископ на јаглен за потребите на рек Битола и на рек Осломе, и таа технолошка активност мораше еднаш да се направи. Ние се подготвувавме во изминатите 2 години, требаше можеби претходно да направиме, меѓутоа со оглед на тоа дека немавме можност, дека не беа направени откривки во изминатиот период, во последните 10-15 години над 100 милиони кубици не се открини земја, јаловина. И тие сите тежат маси за предизвикуваат свлечишта. Имаше минатата година елементарна непогода, имавме порани дождови за кои што види јавноста и
можам да кажам, среќа што завршивме и без жртви во тој период, затоа што таму работат илјадници вработени, и токму елементарната непогода од минатата година која се случи во април и во јули месец, не ни овозможи тоа да направиме претходната година, и затоа ова година од мај месец до јули и август имавме таа технолошка активност да се наместиме со сите целокупната опрема во рудниците во РЕК Битола, онака како треба да работиме во наредните 5 до 10 години. Цело време зборуваме за капацитети производствени кои се наследени од поранешна Југославија. Зошто не се инвестира во меѓувреме во нови производствени капацитети? И и за РЕК Битола, кога зборувате генералниот секретар на Европската енергетска заедница потенцира дека 30 години нема инвестиција. Многу легитимно издржано прашање за кое што треба си отвори поширока дебата. Она што треба да го знаеме како јавност и како граѓани, дека во државата располагаме со 1450 мегавати инсталирана моќ на сите државни капацитети. Тие се инсталирана моќ кога се инсталирале, кога се граделе. Нивната моќност со текот на годините се амортизира. Во моментот располагаме негде со околу 1200 мегавати вкупна расположливост на енергетски капацитети на АДС-ама. Во изминатите 10-12 години изграден и пуштен во потреба само единствен капацитет, тој е ветерниот парк во Богданци со снага од 36 мегавати. Значи, за изминатите 15 години во државата и владата тогаш и тогашните раководства на ЕЛЕМ, сега ЕСМ, вложиле инвестиција капитална во енергетиката само 36 мегавати. Добро, сега, кога го превзедовме ЕЛЕМ, тогаш сега ЕСМ, овде во оваа компанија немаше ниту развојни проекти, ниту физибилити студии, ниту подготвителна документација да се изградат капацитети. Од 2019 година наваму, за само 2 години, набавен и пуштен во употреба 30 мегавати гасната електрана во Скопје, во Когел, во тек се наградба и за скоро ќе се пушти 10 мегавати фотоволтаици во Осломе и 100 мегавати исто така по јавно-приватно партнерство. Значи, за само 2 години имаме 100, 110, 140 мегавати за само 2 години. Опозицијата ве обвинува дека ЕСМ може да обвинува, значи тие може да нема да имате ни заплата. Тие може да обвинуваат колку сакат. Тие обвинуваа пред 20 дена дека има јаглен за работа во РЕК Битола само за 2 дена. А тоа ж помина 22 дена. Треба нив да и прашате зошто шират лаги дезинформации и зошто ја замујуваат јавноста, ги заплашуваат граѓаните дека ние пред 20 дена кажа дека јаглен има само за 2 дена. И зошто како работеше во овие 20 дена РЕК Битола на воздух? На вода? Значи, нема да се замарам што кажува опозицијата. Лидерот на опозицијата беше 12 години советник за енергетика на тогашниот премиер Груевски, беше член на надзорен одбор овде во ЕСМ повеќе од една година беше генерален директор и можеше да спроведи се онаш сега што го кажува и критикува. Значи шансата ја пропушти. Лидерот на опозицијата. Ајде да зборуваме за денес и натаму. Ние во овој момент денешен аспект, ние водиме 18 инвестициони капитални проекти во енергетиката. 18 проекти. Ви кажав, 3 ги реализиравме само за 2 години, 18 се во фаза на реализација или подготовка за реализација. Само фотоволтаици, кои што треба да се изградат во наредниот период, тие се најбрзо и најбрзо ја враќаат инвестицијата, треба да се изградат 820 мегавати на старите рудни наоѓалишта во Битола, во близина на термоелектраната Тиквеш, на локацијата која што требаше биде карго аеродром 350 мегавати во Штип и сите помали локации кои што ги имаме, 820 мегавати. Во моментот се работат проектните документации за гасните електрани во Битола, една гасна електрана која што ќе биде од 250 мегавати и ќе биде субституција за еден од блоковите, и таа гасна електрана ќе биде когенеративна за да може да произведува електрична енергија и топлинска, когенеративна гасна електрана во Скопје, затоа што старата... Тоа е инвестицијата за интересот на Мицубиши? Не. Значи Мицубиши... И што е со тоа? Не. Мицубиши, Рафако компанијата, да не ги набројувам сите, доаѓаат и се интересираат да ги видат капацитетите во моментот и кои се нашите планови, за да можат соодветно во текот која ќе ги отвориме процедурите да бидат подготвени да аплицираат. Значи, јас само да довршам. Гасна електрана од 250 мегавати во Битола, ќе биде субституција за едниот блок, 280 мегавати
ќе бидат фотонапонски електрани субституција за втор блок, и третиот блок кој што треба да заврши во 2030-31 година. Ние сме подпишани единствена земја од Југоисточна Европа, лидер во регионот, кој што во моментот прави енергетска транзиција или трансформација. Тоа е во некоја перспектива. Не, веќе е почната. Основа е веќе работата е почната. Но Испочната е минатата година. Значи ние 2 години имавме период на подготвителни работи, 2020-2021 веќе сме на реализација. Првата фотоелектранка ќе пуштиме до крајот на годината. Следната 100 мегавати по јавно-приватно партнерство ќе биде наредната година, потоа останатите. Она само да се доискашам околу капацитетите. Гасните електрани се субституција за јагленот. Едната ќе биде во Битола, едната ќе биде во 250 мегавати, втората ќе биде во Скопје, затоа што комплексот енергетика е стари со големи трошоци на цената на производство на енергија и на пареа, и ќе биде субституција, тука ќе имаме економски и еколошки бенефит за градот Скопје, и нашата инвестиција во Грција, Александрополис, во Република Грција, каде што ќе имаме 250 мегавати наша дел од тие 800 мегавати, 1/4 ќе бидат наши, значи околу 200-250 мегавати. Паралелно ја заживеавме идејата да го развиеме енергетскиот капацитет Чебрен. Многу значаен. За мене најзначаен од сите енергетски капацитети. Тој за кој се зборува исто со децени. Чебрен се зборува со децени. Ние сме на прагот на носење одлука. Значи до средината на 22 година ќе имаме одлука, ќе имаме партнер, ние ЕСМ на страната на државата, и партнер од девете понуди кои што се пристигнати, и очекуваме за 6 до 7 години Чебрен да биде изграден со снага од 330 до 430 мегавати. Зошто е важен Чебрен? Чебрен е важен и за производство како енергија, редовна енергија, меѓутоа најважен заради балансната енергија. Ние може да инвестираме 1000, 2000, 3000 мегавати во фотоволтаици, меѓутоа тоа е дневна енергија. Ќе немаме балансната, пиковата енергија, ноќната енергија. Токму затоа ни е многу важен во овој момент Чебрен да успее. И така се поставени работите благодарение на владата на премиерот Заев, кај што имаме и трансакцијски советник, компанија од Италија кој што ни помога како да го водиме процесот и да стигнеме до успешна постапка на Чебрен. Добро, ова меѓутоа со Чебрен не завршуваме. Тука и 5 мали хидроелектрани кои што се проектат на реката Вардар, и тие се со снага од 120 мегавати. Потенцијалот, хидропотенцијалот кој што сега го имаме е многу стар. 50, 60, 70 години. Направена е прва фаза, направена е втора. Сега ние и во ова раководство на ЕСМ инвестираме 28 милиони евра во третата фаза на ревитализација, да ги задржиме хидропотенцијалот во кондиција, затоа што секогаш ќе ни треба. И на крајот, она што ни е во инвестиција, треба ветерните паркови да ги развиеме, не само инвестициите. Ја поздравувам инвестицијата од Германија која што треба да се инвестира на потегот од Куманово до Крива Паланка, турска инвестиција која што ќе има во околината на Дембиркапија, меѓутоа и државата треба да инвестира во своји капацитети во ветерни паркови. Во локацијата Миравци стои 10 години. Никој не потегнал никаква документација. Ние минатата година ги превзедовме сите активности и веќе сме во фаза на проектна документација, Миравци 50 мегавати и Богданци да го појачаме уште 14 мегавати. Ако ова се биде како што го кажувате во некоја перспектива сте уште еден проект, а тоа е термоелектраната ТЕЦ Неготино, која што сега е на мазут и можеби заради високите цени сега има исплатливост, меѓутоа цените ќе се стабилизираат на електрична енергија. ТЕЦ Неготино мора да премини во производство на електрана од газ. Исто така владата има заложба термоелектраната ТЕЦ Неготино, која што е посебно акционерско друштво, да биде дел од АДСМ, да се пренамени во 600 до 800 мегавати гасна електрана. Директоре, доколку сите завршат овие проекти, кои што ги планираме, веќе се дел се 6 се веќе во реализација, останатите 12 се во фаза на подготовка и почеток за реализација. Сите овие проекти се вкупно 2800 мегавати инсталирана моќ, нов капацитет на државата, кој што ќе ги инвестира АДСМ и владата. За споредба, тоа е двојно повеќе од сегашниот капацитет кој што го имаме од 1400 мегавати. Бројките се кажуваат. Добар е планот. Што се случува со она што сега го имаме и од што зависиме најмногу, тоа е рек Битола. Секој ден слушаме информации, паднал овој блок, паднал оној блок, паднал во смисла на систем. Што е проблемот со дел од информациите или се лажни или се напумпани,
РЕК Битола работи со два блока, тоа се блок 1 и блок 2, и така ќе работи во текот на ноември-декември месец. Она што предизвика мало пореметување во планот за производство, тоа е вклучување на дополнително трет блок за потребите на стопанството. Значи, ние ако земите некој да речам и енергетичарите, така наречени стручњаци во енергетиката, нека го земат планот за производство на ЕСМ за 2021 година и ќе видат дека ние во ноември месец имаме план за работа со два блока, не со три. Она што се случи, експлозијата и хаваријата на трансформаторот, за кој што одговорно тврдам, ниту е саботажа, ниту е пропуст, настанато од надворешни фактори, тоа се случувало. И во минатото ќе се случува и понатаму. Но сега сме позагрижени и по-сензитивни со оглед на глобалната енергетска криза. Да, ако земите да прочитате вчерашните портали, вчера попладнето силна експлозија во Маврово, хидроелектраната и така нема врска. Значи, таму имаше 15 минутен прекин на снабдувањето со енергија, на системот вруток и се врати во систем. Меѓутоа, таквите вести прават револт кај граѓаните. И не само тоа, во оваа сензитивна ситуација треба да замислите, ако пратите таква информација во јавноста дека има силна експлозија и нешто се случува во вруток, треба да внимавате дека таму има вработени. Тие вработени имат семејства. Сакам да кажам, моменталната сензитивност на состојбата со енергетиката предизвикува кај одредени така наречени новинари или медиуми да пуштат бомбастични вести. Испад, хаварија, експлозија и така натаму. Тоа е само... Има ли доволно јаглен за работа на РЕК Битола? Да, има. Зошто нов блок не се пушта во погон? Значи вака, кога големите потрошувачи влечат толку енергија од... Ние имаме доволно количество на јаглен за работа со два блока и за снабдување со енергија кон Евана Хом, универзалниот снабдувач со кој имаме договор. Третиот блок и набавката на јаглен треба да се вклучи за производство кон стопанството. Ние во овој момент заради не се вклучува тоа? Заради хаваријата со трансформаторот, во моментот се вршат напори. Рокот кој што кажува и не критикува така наречени енергетичари и опозицијата дека една година нема да се стави во функција, ние сме во план до крајот на годината да се санира и веќе од почетокот на наредната година да се вклучи трет блок за производство на дополнителни количини на енергија. А докаде е набавката на јаглен? Набавката на јаглен за РЕК Битола е во процедура, во текот на оваа недела, до крајот на неделата, треба заврши втората фаза. Првата фаза е техничка евалуација, значи дали тие понудени количини технички ги исполнуваат минимум карактеристиките, се она што треба како техничка карактеристика на сите понудени јаглени. Втората фаза на евалуација завршува во петок, тоа значи економско-финансиската анализа, дали понудените цени, дали понудените количини на јаглен, дали калоричната вредност на јагленот влегува во пресметковната цена за јагленот и очекувам наредната недела да подпишеме договори со понудувачите кои што влегуваат и технички и економско-финансиски. Доколку не се обезбедат сите количини од 900.000 тони, колку и да подпишеме договор веднаш се стартува и се врши спорака на јаглен, останатите количини кои што нема да се обезбедат, повторно ќе отвориме уште еден отворен повик во текот на цела грејна сезона, кога ќе можат некои од добавувачите да склучат договори, затоа што не се работи само кај нас недостаток на јаглен и енергија, се работи и во нашето обкружување пошироко, доколку некои од набавувачите добие дополнителни количини на јаглен, дали е тоа од Косово, од Албанија, од Грција, кај што е најблиску, Србија, Босна или не знам од кој извор, така да ќе оставиме можност да имаме отворен повик сите заинтересирани компании кои што ќе обезбедат јаглен кој што одговара на нашите технички карактеристики, а при тоа ги задоволува економско-финансиските параметри, ќе можеме да склучиме договор и да се доставува јаглен. Да се откажа, струја ќе имаме, рековте? Да, рестрикции нема да има. Рестрикции нема да има. Дали ќе и колку цената ќе се покачи за струјата за домаќинствата? Околу цената, ние имаме загарантирана цена со Евана Хом до крајот на годината, значи до 31.12. Негде во декември месец, треба да направиме пресметки, план и програма за производство за наредната година, да и предвидиме овие трошоци за од ова година и предвидени трошоци за наредна година, значи ќе се ориентираме на трошоците, зголемени трошоци по однос на зголемена цена на енергија, на ресурси, на енергенси, на репроматеријали и така натаму, и ќе формираме една предпоставена или оквирна цена која што ја доставуваме до владата, и владата ни дава задолжение
на затворена седница Вие ни дава кажувате задолжение. процедурата. Да. Во ред. Сега. Не, затоа ме сакам да ви интересира кажам како јавност, пошто која е проекцијата? Имаше- Господине Ковачевски, кој е процентот на зголемување на киловат час кој ќе го користат домаќинства? Да, цената на електрична енергија не одредуваме, ние одредува регулаторна комисија. Ве Ние прашувам сме како некој ние само кој е- 33% учество во цената на енергија. Така. Останатите учествуваат другите енергетски компании, државата, давачките и така натаму. Ние ќе гледаме да одиме со најниска производна цена. Меѓутоа, да бидеме свесни дека не можеме да задржиме цената до оваа година. Значи, во првиот дел ќе има од јануари. да, предвидено е тоа кога кажуваме сите, дека ќе има одредено покачување на цената, меѓутоа во моментот не можам ниту јас, ниту некој друг да каже колку проценти ќе биде. Тоа е неблагодарно се да кажуваме и да кажуваме во јавноста рековте вака, рековте така. Значи да оставиме малце со да. најефтина со најефтина производна цена. Да ве вратам и- на финансиската кондиција на ЕСМ. Ево криза или не е? Поготово што еве се подготвувате и да на известен начин субституирате дел од нели од средствата со кои располагате во цената за да не биде ценовниот шок голем. Да, ние во моментот финансиски сме ликвидни, затоа што имавме и продажба на енергија, имавме некојаш продажба и на вишоци на енергија и во текот на оваа година и пред минатите години имаме акумулирани средства и од добивка. Знаете се, некојаш ќе произведите повеќе, ќе продадете, ќе добиете поголем профит, па ќе изачувате на страна. Некојаш ќе произведете помалку и така натаму. Да. Финансиската ликвидност, одговорно тврдам, на компанијата е стабилна. Ова помош што стигна од владата е дел за надмирување на минусната цена која што ја даваме во изминатата година, дел се за дел од тие средства одат за МЕПСО заради балансот на енергија и еден дел, третиот дел одат за набавка на јаглен или мазут за периодот кој што престои, значи за наредната грејна сезона. А во овој момент и према добавувачите сме ликвидни, и према вработените со исплатата на плати и финанси сме ликвидни, но треба да знаеме дека не очекува еден потежок период, тешка зима сите нас. Не само граѓаните, и компаниите, и владата, не е само кај нас во државата, него во регионот. Ако земите да видите само во нашето обкружување, во октомври месец владата во Албанија обезбеди $200 милиони за грејната сезона за санирање на состојбите во енергетиката. 400 мегавати обезбеди дополнителна енергија нашиот северен сосед Србија, кој што има исклучително голем капацитет на сопствено производство. Во Косово исто така имат одредени проблеми, рестартират нов блок кој што беше во ремонт. Така да не е само кај на состојбата. Состојбата, проблемот е и енергетски, меѓутоа и финансиски. Ние во овој момент со поддршка на владата гледаме да се зајакниме финансиски, за да можеме енергетски да го издржиме овој период на грејната сезона кој што завршва во април месец. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас за можноста да даваме вакви податоци за јавноста кои што многу значат во овој период.